Добро вечер, почитувани гледачи. Многу сме, силни сме, горди сме. Ова е мотото под кое што годинава се одбележуваат деновите посветени на лицата со ретки болести. Впрочем, цел овој месец февруари, како еден од поспецифичните месеци, како што се и самите лица кои што имаат некоја ретка болест, е месец кога се одбележуваат овие ретки болести, кога добиваме повеќе информации за сето тоа. И еве веќе сме на крајот на таа кампања. Последниот ден од февруари е денот кога се одбележува, цела таа кампања се заокружува и се одбележува како ден на ретките болести. Денес со мене во студиото Гордана Лолеска. Добре дојдовте и навистина ми е задоволство и чест, иако кога се договаравме рековте веќе можеби е премногу медиумска застапеност, но вие како дел од како граѓански активист на Сдружението Живот со предизвици и како еден од најголемите борци во нашата општина за луѓето со ретки болести, навистина мислам дека беше редно да ја заокружиме и со овој разговор и со оваа емисија вашата кампања. Секако добро вечер вам во студиото. Добро вечер на вашите гледачи. Искрено и мене ми е често сум по втор пат во вашата емисија Под лупа. На самиот почеток сакам да се заблагодарам на вашата телевизиска куќа, која што години ве будно ги следи настаните за ретки болести кои што ги организирам и секогаш е тука да сподели информација. Така. Ако на почетокот така некако срамежливо почнувавте, малку скептично, дали да се каже, да се изложи сето тоа со кое што се соочувате во јавност или не, сега веќе на големо се зборува и се знае и навистина ми е драго што ете до најмалите генерации почнуваат да се запознаваат дека има луѓе кои што се соочуваат со ретки болести, со какви се предизвици и тешкоти тие се снаоѓаат и се наоѓаат на нивниот пат. Сега реков месец февруари, месец на оваа кампања. Секој ден имавте некоја различна активност и многу институции се вклучија во сето тоа. Како ви измина кампањата и ако вие во тек на цела година работите на оваа тематика? Да, апсолутно. Кампањата навистина се одвиваше со многу добар тек. Многу училишта, спортски работници, културни работници, волонтери на Црвен крст, здравствени работници, значи немаше кој не беше вклучен во самата кампања, впрочем како и секоја година. Можам слободно да кажам дека Охрид е секогаш на врвот, на светскиот врв по активности кои што се однесуваат за ретки болести, не само во февруари, туку и през цела година. Меѓутоа во февруари сме најмасовни, највидливи пред системот и пред институциите. Благодарение на секако на тие позитивни кампањи кои што ги водиме за запознавање со ретките болести, за вклучување во групите за поддршка на ретките болести, со запознавањето на најмалите генерации па до највозрастните. Годинава под мотото, како што кажавте, многу сме, силни сме, горди сме, се вклучија сите работници кои што ви ги кажав и училишта, се обоја многу дланки, се нацртаа многу ликовни творби, се испеја песнички, така што дечињата од најмала возраст почнуваме да ги едуцираме, да ги запознаваме и да им кажуваме да се соочат со различностите, меѓутоа и да ги прифатат различностите. Ако минатата година ги боевме лицата, годинава дланките. Зошто? Да. Изминатите 2 години одеше кампањата покажија својата реткост, покажи дека се грижиш, односно со хаштазите Show your hair, show your care, ги боевме лицата за да ја покажеме различноста. Годинава ги боиме дланките, боиме една дланка со боите на ретки болести, за да им покажеме на луѓето дека ние сме 300 милиони во светот, меѓутоа само за 5% од нас ретки има некаков флек. Всушност една дланка ја представува символиката за тие луѓе во светот за кои што има некаков флек. Така. Сега вие направивте исто еден напор да секој дневно представувавте по една ретка болест, односно ја запознававте јавноста со некои основни податоци околу болестите. Искрено да ви кажам и самото нивно име, значи
она латинско како што е стручно, навистина е тешко да се прочита и да се изговори, а камоли да се знае за што станува збор. Но добро е што ете така на тој начин повторно имаме едукација на јавноста и еве февруари годинава има 29 дена, се погоди така да е годината, на 29 значи ќе одбележувањето на денот на ретките болести, на кој е последниот ден на февруари, но тие 29 дена се многу малку за да се представат сите болести кои што се сметаат за ретки. Апсолутно. Колку болести имаме, колку се регистрирани барем? На светско ниво постојат околу 8000 ретки болести. Секојдневно се откриваат нови ретки болести. Има и болести кои што и немаат се уште никакво име, за жал. Од тие 8000 ретки болести во светот заболуваат околу 300 милиони луѓе, кои според статистиките на Eurordis, Европската организација за ретки болести, доколку би се здружиле сите луѓе, би представувала трета по големина земја во светот. Значи, ретките се ретки, но се многу, се силни и горди, она како што оди кампањата. Како што ви кажав, само за 250 од нив има некаков лек, што тоа не води до целосно излекување. Меѓутоа, тоа е лекови за да се намалат можеби некои од симптомите, да се спречи напредувањето на болеста. Меѓутоа, за жал, до целосно излекување не, бидејќи повеќе од болестите се и од генетска природа, највеќе ги погодуваат децата, може да се забележат ретките болести, некои впрочем 80% при самото раѓање, некои во адолесцентско доба, а поредко кај возрастните луѓе. Затоа на некој начин ја направивме оваа кампања, за која што најавивте и споменавте, ги запознаваме ретките болести, која што минатата година одеше секој ден во месец февруари 28 дена, изработивме 28 диагнози, лани само на македонски јазик. Да, годинава и на албански се преведени. Да, тоа сакам да ви кажам. Да напоменам дека тоа се диагнози од кои што заболуваат граѓани во нашата земја. Значи, првенствено сакаме да ги пројдеме, да ги сработиме тие диагнози од кои што се заболени, од кои што најчесто заболуваат граѓаните во нашата земја. Ланската кампања помина многу добро, многу позитивни критики од сите страни, особено од релевантни лица. Тоа се професори на детска клиника кои што ни дадоа и на некој начин ветер во грб за да продолжиме понатака, меѓутоа и кај мене идеја за оваа кампања, оваа година да ја сработиме на албански и на знаковен јазик, а минатата година да ја преработиме на албански и на знаковен јазик. Така да се работеше со полна пареа 7 месеци, многу интензивно. Интензивни преработки на текстови, преведување на текстови. Ако се сеќавате во наш еден неврзан разговор, ви кажав дека кога ги погледнав мејловите со колку доктори сум контактирала во овие 7 месеци, и мене малце не ми беше јасно до кај сум, што се сум постигнала, затоа што не е лесно 7 месеци нонстоп да си во преписки со 7 доктори од албанско говорно подрачје и тројца македонци кои што нонстоп прегледува и преведува текстови за ретки диагнози. Некогаш знаев да им кажам малте да олабавиме, се изгубив по мејлови, што знаат да ми кажат ајде олабавуваме малце неколку дена, меѓутоа мораше да се продолжи понатака. Ова покажува и докажува дека имаме луѓе кои што се со висока свест и кои што сакаат да помогнат. Кога кажувате вие дека во ист момент сте контактирале со 10 доктори, мислам дека и институциите на вистина од се срце се придружија, така да имаме чувство за
тој проблем кој што го носат и кој што ги мачи оние луѓе кои што се соочуваат со ретка болест, дали тие самите или нивните семејства, бидејќи рековме најчесто ги напаѓаат децата, значи од детска возраст се јавуваат овие ретки болести, можеби со самото раѓање. До каде сме стигнати? Затоа што вие веќе 5 години активно работите во ова здружение. Кога ќе се навратиме на почетоците, и сега, значи, колку сте задоволни од она што реално е постигнато, затоа што не е само ентузијазмот и залагањето, туку треба и нешто многу повеќе од сето тоа. Знам дека се залагавте за регистар на ретките болести, кај нас се регистрирани околу 100, така 100 заболени или за што станува збор? До каде е тоа, да? Според моите последни податоци од декември 2019 година, бидејќи регистарот е во електронска форма, а податоците кои што ќе ги соопштам се од Министерство за здравство, во електронскиот регистар на ретки болести досега се регистрирани околу 540 пациенти со ретки болести, а за 180 од нив Министерството обезбедува континуирана терапија. Оно што ме прашавте до кај сме стигнале и колку сме задоволни. Задоволни сме од секоја година од зголемувањето на буџетот за лекови за ретки болести. Ако минатата година беше 388 милиони денари, годинава тој буџет е на некој начин двојно зголемен. Минатата година кога разговаравме, ви кажав дека во тек е постапка за набавка на лекот Спинраза за спинална мускулна атрофија. Лекот Спинраза се донесе. Пациентите со спинална мускулна атрофија веќе го примаат. Најмалото дете, бидејќи овој лек најдобро функционира, најдобро реагираат дечиња кои се во доенечка се уште возраст, добро реагира, најмалото, мислам дека имаше околу 10 месеци. Ако воопшто не ја мрдаше главата, рачињата и ноџињата, веќе почна да ги мрда рачињата, ноџињата и главата. Така да чекаме кај повозрастните дечиња, чекаме да се јават позитивни резултати од примањето на Спиразата, а секако за 2021 уште поголем буџет за ретки болести. Сега, за секоја болест е тоа, значи, проблем, можеби и најголем дијагностицирањето. Кога ќе се постави дијагноза, потоа веќе ќе се бара начин како тоа да се лекува, ако може да се лекува. Овде е проблем исто така што имаме недостиг на лекови, за некои болести можеби нема се уште лек. Рековме дека не може да се излекува, но може да се помогне многу во квалитетот на живеењето на тие лица. Сега како стоиме на тој план? Колку брзо може да се постави дијагноза дека станува збор за ретка болест? Лани зборувавме малку на оваа тема, дека тоа одеше многу тешко и многу бавно, дури некогаш и родителите беа тие кои што иницира кај медицинските лица да одат понатаму и да се посомнева дека станува збор за некаква ретка болест. Дали сега малку во тој поглед е изменета ситуацијата и дали се создава сомнеш кај медицинските лица, кај докторите кога вршат преглед дека можеби е некоја ретка болест во прашање? Знаете, со самите кампањи што ги водиме, како што ви кажав, се вклучени многу здравствени работници. Јас се надевам дека на некој начин успеваме да ги заинтригираме самите здравствени работници, односно лекарите, тие се вклучени, односно педиатрите се вклучени во донесувањето на првичната дијагноза. Да ги заинтригираме да прочитаат и да се посомневаат дали се работи за некоја ретка дијагноза. Констатиравте уствари дека родителите дека некога се сомневаат. Да, пред неколку вечери баш добив порака од керка на пациент, мајка и на девојка која што ми пишуваше, самата по читањето на некои состојби од една ретка дијагноза се сомнева дека мајка има ретка дијагноза. Па затоа тука сме ние.
пациентските здруженија или ево како поединци да помогнеме, да ги посоветуваме, да им го покажеме правецот во која насока барем да се движат или на која клиника да се обратат, кој професор да го побараат, бидејќи за жал во нашата земја останаа многу малку ретки диагностичари кои што се пред пензија, а младите ни заминуваат. Тоа е една горчлива вистина за жал. Така да она што им преостанува и преостанува ствари на нашата земја, на креаторите на политики, да се потрудат повеќе да ги задржат тие млади кадри, мозоци на некој начин, да немаме одлив на нив од државата и од кој ќе ни заминат и кој ќе ни пратат што се постигнале, само да ги споделуваме по социјалните мрежи и да лајкуваме? Не, туку само да ги задржиме. Тоа е општ проблем, навистина болно е посебно за овие генерации сега, кои што реално се соочуваат со него, или заминуваат, генерации од нашите годишта, или пак нашите деца ни заминуваат, значи веќе тоа е еден тренд кој што не може да се контролира и мислам дека ги спуштивме работите од раце, ама тоа не ни е сега тема на разговор, иако и тоа има допирни точки со се тоа што го зборуваме. Од кога ќе се посомнева некој, од кога можеби ќе има некои индикации дека станува збор за ретка болест? Дали овде кај нас во Македонија може да се направат сите тие испитувања за да се постави диагноза, или повторно мора да се оди некаде во странство па да се губи време, да се наоѓаат врски канали, каде да се обратиме, кај кого, да се плаќаат и трошат пари и така натаму? За жал, за диагностицирање на сите ретки болести од кои што заболуваат нашите граѓани, се уште немаме реагенси. Во МАНУ најчесто, значи диагностиката на ретките болести оди во МАНУ, меѓутоа сега некои мои сознанија имам дека има генетска лабораторија и во клиника на Жан Митрев, мислам дека така беше. Меѓутоа, првенствено се обраќаме да успееме нешто да издействуваме на државен трошок, ако тоа е воопшто возможно. Знам дека Министерството за здравство имаше направено некои напори за набавување на тие реагенси за испитување на ретки болести. И имаше склучено договор со Фондот за здравство да го покрива тој трошок како трошок. Меѓутоа, знам дека за брзо време реагенсите се истрошија, а немам информација до каде е набавката со реагенси за набавка на одредени реагенси за одредени ретки болести. А што е со лекувањето? Рековме дека за среќа еден од лековите кои што помагаат при една од ретките болести, веќе ја имаме во нашата држава, но што е со другите лекови и дали се тие на позитивна листа кои што ги има барем во државава или паѓаат исто на трошок на семејствата? Значи годинава се набавија 6 нови лека со Министерството за здравство, значи се набави орална терапија за болеста на Гоше, се набави спинразата, се набави лек за пулмонарна фиброза и уште, не можам точно да се сетам, уште 3 нови лека. Така да набавката оди, има слух Министерството за здравство, меѓутоа тендерските постапки доста се тешки, доста спори. Па договарање со добавувачите, разговори со нив, вклучување на едногодишни или повеќе годишни договори, значи сето тоа е се уште споро, уште многу споро. И некогаш некои од пациентите со ретки болести знаат да останат и 1 месец без никаква терапија, па да се снаоѓаат доколку има повеќе пациенти меѓу себе, да делат терапија, или да се снаоѓаат со донации. Што тоа значи доколку останат еден подолг временски период без терапија? Што значи за нивното здравје? Зависи за која ретка болест. Значи дали може да се толерира за оние кои што се кај нас во државава
пак ќе кажам, Позастапени. зависно за која ретка болест. Значи, кај некои од ретките болести, значи ќе можеш да одиш со помала доза, очекувајќи ја вистинската. Меѓутоа, сепак, тука страдаат органите, страда цел организам, Систем, да. човечки организам. Зависно, например, одредена ретка болест знае да нападне, например, само еден орган. Може ќе страда тој орган највеќе. Значи, многу е суптилно прашањето. Значи, зависно од која ретка болест за кој лек се работи. Во секој случај не треба да се калкулира и треба во континуитет да се прима во континуитет, бидејќи некогаш родителите исчекувајќи го новиот тендер и да дојде нов лек, знаат да земаат кредити сами на своја рака да го набават лекот, за да не дојде до една живото загрозувачка состојба на дали на детето, дали на некој друг член од семејството, да не се само деца, нели? Скапи ли се овие лекови? Премногу скапи. Премногу скапи, затоа и одат со големи тендерски постапки, одат со договарање, со преговарање, намалување на некогашна цена, ако успее со фармациите, фармацевските куќи кои го носат лекот. Исклучително тешка работа. Што мислите вака, еве, од денешна гледна точка, уште колку време би требало ваква борба со ваков ентузијазам за да дојдеме до некое ниво на, не знам, поразвиените европски земји, каде што поинаку се третираат пациентите со ретки болести и не мора да се замарат со тоа дали ќе го има или ќе го нема лекот, дали ќе имат пари да го купат или не. Искрено, за сега не сум голем оптимист, затоа што, како што и сами знаете, во нашата држава се оди споро, а камоли набавка на олку специфични лекови и премногу скапи лекови. Така да не можам да калкулирам со време и со години, со месеци, меѓутоа знам дека тоа нема да биде за брзо време. Мислам дека најмалку ќе ни требаат уште 10 или 15 години активна работа, вклучување во да се надеваме во Европска Унија, бидејќи членките на земјите членки на Европската Унија знаат многу тоа подобро да го изменаџираат за набавка на лекови за ретки болести, добивање на грантови некои за самите ретки болести, за самите лекови, или пак вложување на европски пари во истражувачки центри за одредени лекови за ретки болести. Јас знам некои семејства кои што не сега рековме тоа актуелно и веќе секојдневно иселувањето од државата заради разноразни причини, не е само економскиот фактор во прашање, но знам јас некои семејства уште од порано кои што се иселиле од државава поради тоа што имале дете, например, еве со некоја попреченост психичка или физичка. Значи не правам паралела, само сакам да малку да поврзам тука. Заминале во некоја странска земја затоа што таа земја за таквите деца нуди многу подобри услови за живот. Дали и ситуацијата со децата кои што болуваат од некоја ретка болест, ги доведува родителите до таква ситуација за да се иселуваат од државава, барајки во некоја друга земја подобри услови за нивното дете за лекување? Да, одговорот е едноставен да. И јас знам исто семејство, знам семејства од Охрид, кои што се иселија едното во Шпанија, другото во Словенија, бидејќи лекот за нивното дете таму го добива без никаков проблем во центрите за ретки болести, бидејќи во некои од земјите од Европската Унија ќе најдете сами центри за ретки болести. Значи, не мора да одите по клиника, дали на неврологија, гастро или било како, значи имате сам центар за ретки болести каде што ги добивате сите услуги поврзани кои што се за вашата ретка болест. Било тоа да е од медицинска гледна точка, дали тоа ќе се лекови или помагала, или ќе се некои услуги кои што се од, ево како кај нас од труд и социјала, поврзани со труд и социјала.
Така. Состојбата кај нас во држава е таква каква што е навистина малку иритирачки, затоа што здравјето и животот се право на секого. Значи, во секоја држава би требало да ги има истите услови за да може човек да може да се лекува, да живее здрав живот и така натаму. Зошто во една Шпанија или не знам, еве споменавте други, Словенија, да може да го има тој лек, без проблем сето тоа да тече, а кај нас еве вака да мора да се подигнува свеста, кампањи, па сето тоа да се турга на некој начин и повторно да имаме неизвестност дали ќе се успее. И ако се успее, знаете како таа маса на луѓе, затоа што рековме многу сме, иако сме ретки, значи на некого ќе му се помогне, некој ќе биде среќен, но некој не, затоа што за сите не може да се набави лекот или да се помогне. Па да, ево сега... На некој начин селективност имаме, без да се сака. Така, имаме селективност на некој начин и во лекувањето на ретки болести, ќе ви кажам во која смисла. Набавката на лекови за ретки болести, значи, оди еднаш годишно со правење на еден план за набавка на ретки болести. Значи, се гледа во регистарот за ретки болести колку пациенти има запишано, ево ќе речам, од цистична фиброза, пример. Од цистична фиброза има 5 пациенти. Значи, само калкулирам, не е точен бројот. 5 пациенти. Доколку и за тие пациенти ќе се набави лек. Доколку во меѓувреме се диагностицира нов пациент со цистична фиброза, бидејќи ја земавме таа како пример, значи за тој нов пациент нема лек. Значи тука продолжуваме со работата за да најдеме начин да го убедиме Министерството да направи интервентен увоз за тој лек, за да се спаси човечки живот. Значи, има многу дупки, така ќе ги наречам, дупки во законските решенија, бидејќи за самите ретки болести се уште нема никакво законско решение и за тоа пациентските здруженија се борат за донесување на законски решенија за ретки болести во кои би влегле и би се знаеле кои се точно правата на пациентите со ретки болести, за да може да се држиме нели до некои закони. Така. Имаме уште многу работа, но еве има ентузијасти, реков јавната свест за среќа се подигнува на едно повисоко ниво од најмала до веќе поголема возраст. Охрид некако, иако го сметаме за така пасивен малку охриѓани, не сме многу така луѓе од акција, но кога е потребно, кога треба нешто да се направи, да се покаже хуманост или еве да се излезе во пресред на една ваква кампања, навистина знаеме да го направиме тоа. Дури рековте дека годинава, знаејќи веќе и училиштата, и Црвен крст и други некои здравствени институции, дури фолклорни друштва се вклучија и така натаму, самите се организира, без вие нешто да поттикнувате. И тоа е навистина така еден позитивен аспект и еден добар импулс. Да. Ви кажав и сиве година кога сум почната да работам во 5 години, може би почетокот беше тешок. Да ги запознам, да им кажам за што работам, што треба да направиме. За после секоја наредна година сами се вклучуваат и повозрастните и децата. Еве баш денес добив слики и порака од дечња волонтери од Црвен крст, кои што се веќе студенти на економски факултет, денеска и во теков на денешниот и во теков на утрешниот ден се организирани на економскиот факултет да го обележат денот на ретки болести. Значи веќе сме го засадиле семето на хуманизмот, на поддршката за ретки болести, па ето, тие се веќе студенти, меѓутоа не заборавија. Да, го носат тоа со себе, и веќе денеска во амфитеатрите на економски факултет веќе
се работеше, се зборуваше за ретки болести. Чекам да ми испратат слики па да ги споделам, да ги видиме сите. Предпоставам се држат и некакви кратки предавања, значи да се запознае масата за околу ретките болести, која е, што е кампањата, зашто се залагате и така натаму. Кој ги држи овие, да речам, предавања и колку се тие луѓе едуцирани? Знам дека најчесто вие ги држите предавањата, но ви треба сигурно и помош. Колку се едуцирани тие луѓе и колку може да се најдат информации, затоа што се е овде ретко. Ретки се и болестите, ретки се информациите. Најчесто предавањата од еден информативен карактер, не можам да кажам едукативен, туку информативен карактер, бидејќи јас не сум медицински работник, кај што сум повикана ги држам јас во Скопје, исто тие исти ретки мајки борци, најчесто ние мајки сме тука да работиме за ретките болести. Меѓутоа тука се и докторите на детска клиника, кои што се, ако се слободни, секогаш се со нас да дојдат да ни помогнат, да не поддржат, како што споменав професор Тасич, професор Гучев, секогаш се тука дали да споделам некоја плюс информација што тие разбрале од некои новини кои што се за ретките болести. Меѓутоа добра е соработката со медицинскиот, ево да кажам, персонал на детска клиника најчесто. А овде на локално ниво со кого најмногу соработувате од медицинските лица? Кој има најмногу слух и кој има најголемо чувство, значи, за ова проблематика? Во Охрид, жал, не можам да кажам дека имам некоја соработка досега со докторите. Можам да кажам уствари заинтересираност за ретките, огромна заинтересираност за ретките болести на доктор Горан Балески. Од него секогаш имам најголемата поддршка и заинтересираност секогаш за тоа што се работиме за ретки болести. Поддршката највеќе околу одбележување на денот на ретки болести доаѓа од здравствен дом веќе неколку години. Рековме без соработка ништо, дури и општината еден ден го посвети на ретките. Не еден ден, туку беше обоена во боите. Ве прашував зошто токму овие бои, но ми кажавте дека по некој случаен избор нема некоја символика, зошто токму тие бои се избрани и секоја боја некако представува една од ретките болести. Ќе ви кажам за општината. Општина Охрид е прва институција, јавна институција во држава која што се обои со боите на ретките болести. Имено на 19 февруари, од 19 февруари до 29 февруари, до завршувањето на денот на ретки болести, општината овие 10 дена ќе биде осветлена со боите на ретки болести 5 часа, како символика повторно, за тие 5% од пациентите со ретки болести за кои има некаков лек. Благодарности до секако до општина Охрид, која што излезе во пресрет на ова моја идеја да ја реализираме заедно. Секако ако поминете покрај општина, стварно убаво изгледа на дворешноста на општината. Ако ништо друго ќе се запрашаме зошто, ќе добиеме некоја информација повеќе дека овој месец е месец на ретките болести и што е тоа, што се прави околу тоа и така натаму. Тоа е вистинскиот начин, барем во една држава како што сме ние, мора да сме гласноговорници ако сакаме нешто да постигнеме и мора да се бориме да се стигне до целта која што во некои други држави тие институции кои што си се задолжени за тоа си ја бркаат, да речам, работата и нема потреба пациентите или семејството да се ангажира и да прави некакви дополнителни напори, но тоа е тоа. Ние живееме овде и мора да се бориме за да го добиеме тоа што ни припаѓа. Малку ќе ве одморам, потоа во вториот дел на разговорот ќе вклучиме уште една гостинка на мое задоволство.
Тоа е всушност и не е гостинка и домакинка затоа што е лице на оваа телевизија. Тоа е Лора Лазареска, која што е толкувач на знаковниот јазик, која во многу ви помогна во оваа ваша кампања и замисла овие ретки болести да бидат преведени и на толковен јазик и да бидат подостапни за оние лица кои што имаат оштетен слух. Малку одмор. Викенд акција во Миса Маркети. Пиле свежо перути на Птуј 143 денари. Домашно кравјо сирење 220 грама 185 денари. Поли мини салама 220 грама 59 денари. Поли салама 500 грама 124 денари. Фарба за коса Шварцкоп 119 денари. Чај шипка со хибискус 120 грама 49 денари. Виолета бришачи XXL 2 во 1 105 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушен овоше и здрава храна од брендот Бако, од сега и во струга. Пробајте го и чоколадираниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот. Освен во нашите продавници, дел од палетата производи на Бако можете да најдете во маркетите Миса, Нето и Гега. Бако не само што ги прави нештата на вистински начин, туку ги прави вистинските нешта. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Најсовремената игротека Вања се наоѓа во склоп на трговскиот центар Кам Вилидж, на површина од 600 метри квадратни, со што го заслужува епитетот најзабавно, најкреативно и најсовремено катче во Охрид. Големи и мали, родители и деца, игротеката Вања располага со летна тераса, забавен парк, катче за друштвени игри, креативни работилници, ланч бар за закуска и пијалок. Во игротеката Вања ги организираме највеселите и незаборавни родендени, целодневен престој за продолжено учење и домашни задачи, друштвени игри, надпревари, настани, супер роденденски прослави, забава, уживање и дружење и многу љубов, топлина и смеа. Игротека Вања. Медиумски писмен граѓанин секогаш ја проверува информацијата и ги препознава манипулациите од секаков вид со слика, видео, звук, користејќи ги алатките со кои може да ја провери автентичноста на фотографиите и снимките. Сензационалистички и манипулативни наслови, подметнати фотографии и видеа кои немаат никаква врска со конкретен настан или информација, креирани фото, аудио и видеоматеријали. Сето тоа се користи за манипулација на публиката, за поголема читаност, гледаност или други интереси. Види крај, проверувајте содржините како медиумски детективи. Не споделува или коментирај само врз основа на наслов или фотографија. Читај го текстот, провери ја информацијата, провери ги фотографијата или видеото со кој е пропратен текстот. Гледај, читај, слушај и мисли со своја глава. Едукација за медиумска писменост. Кам, маркет број 1, потврдено. Протеин бар со темно чоколадо 30 грама 26 денари. Маслинка каламата 500 грама 139 денари. Пиварки 300 грама 38 денари. Детергент 7 килограми 579 денари. Кам, купувај мудро. Краток одмор.
толку колку за да во студиото дојде нашата друга гостинка. Но пред да ја прашам Лора како влезе во овој проект, сакам уште малку со вас да ми кажете од каде идејата оваа кампања, значи и сето ова да биде преведено на албански јазик и на толковен јазик. Значи што ве испровоцира за тоа, што ве поттикна за такво нешто да преземете? Многу од пациентите во нашата земја кои што зборуваат на албански јазик дојдов до идеја дека ќе им е многу полесно да сватат, да прочитаат, да слушнат на својот мајчин јазик, на јазикот со кој што секојдневно комуницираат, и ќе им е многу полесно и да се снајдат и да прашаат. Затоа и од тука дојде идејата за албански јазик. Знаете дека многу работам за ретки болести и од еден надпис кој го прочитав, пребарувајќи на интернет, видов дека околу 400 ретки дијагнози во светот се поврзани со загуба на слух и говор. Од тука кај мене се јави идејата дека добро би било самата ова кампања да ја преработиме ланската, меѓутоа и годинешнава да оди и на знаковен јазик, за да можат луѓето кои што се соочуваат со загуба на слух и говор подобро да ги разберат ретките болести, меѓутоа можеби и ќе ги заинтригираме оние лица кај што има семејна глувост, глувост и наглувост, фамилна, како што ќе ја наречат докторите, и која што генерацијски оди, да ги заинтригираме, да можеби ќе се замислат да видат дали е тоа некоја ретка болест. Дали по некој од симптомите ќе се пронајдат во некој од тие ретки болести кои што беа истолкувани на знаковен јазик, а кои што се поврзани со загуба на слух и говор, а ги имаме во Македонија. Од тука и дојде идејата и соработката со Лора. Лора, добре дојде во студиото на Лупа. Не ти велам во ТВМ, бидејќи пред колку еден час беше на твоето работно место, го толкуваше дневникот на ТВМ за лицата со оштетен слух, глуви-наглуви. Тоа ти е секојдневна веќе работа и рутина, но како влезе во овој проект? Еве веќе од кога? Од ноември си таму. Знам, разговаравме така во еден неврзан разговор, кога сето тоа почуваше и кога изгледаше како некој баук, затоа што тоа е една проблематика која што на вистина не ти беше блиска, позната, да. Стануваше збор за медицински термини, за болести и не можеш тука нешто да импровизираш, туку мора да се каже онака како што е, а и да се прилагоди, да биде прифатливо и разбирливо за оние лица кои што те следат. Так. Знам дека почетоците беа тешки, но сега дојдовте до едно ниво и веќе мислам дека си поопуштена во оваа твоја улога. Так. Како прво, огромно е задоволството и честа да бидеш дел од еден ваков проект кој што шири една навистина многу силна порака. За мене представуваше тоа исто чест, но во исто време и голем предизвик. Предизвика затоа што македонскиот знаковен јазик е многу сиромашен во областа на здравството. Од тој сегмент јас не дека немаме гестови, меѓутоа не доволно. Јас се потрудив и дадов се од себе да оваа содржина ја прилагодам на лицата со оштетен говор и слух, за да ги запознам со овие дијагнози и да можат што подобро да ги разберат и да ги сватат. Така, колку време ти требаше, например, да подготвиш една од тие дијагнози, една од тие болести, да ја протолкуваш, значи, на овој знаковен јазик? И од каде ги наоѓаше информациите и како ги прилагодуваше тие знаци? Па се трудев, како што кажав и на самиот почеток, немаме доволно знаци на гестовен јазик, меѓутоа се трудев да направам еден баланс и целата таа содржина да им ја направам многу подостапна, за да можат тие да го разберат сето ова. Бидејќи за нив исто така е многу важно
затоа што овој проект исто има за цел да лицата со оштетен говор и слух бидат запознаени со овие ретки диагнози, затоа што на некој начин и тие се дел од овие ретки диагнози, затоа што еве самите слушнавте дека неколку диагнози се поврзани со оштетување на говорот и слухот. Така. Сега колку диагнози успеа да ги преведеш на толковен јазик? 60 диагнози. 60, тоа па не е не е мала бројка. Так. Колку време работеше на сето тоа? Па некаде околу 2 месеца. 2 месеца. Ти помогна некој или се сама? Сама се потрудив тоа некако да го балансирам и да го истолкувам на начин на кој што може да ме разберат лицата со оштетен говор и слух. Те знам, мислам, многу години, знам каква личност си, пред се прво си многу хумана и знам дека си исто така голем борец и кога ќе се зафатиш и нафатиш на нешто, не се откажуваш од тоа и на вистинска личност, Гордана. Затоа што точно затоа што кој да беше друг, мислам дека многу брзо ќе се откажеше, затоа што кај нас тешко е нешто вакво да се спроведе и сам да се избориш со сето тоа. На што наидовте на терен? Како беа задоволни луѓето, оние пред се за кои што е наменет овој превод? За тоа најдобро може да ви каже Лора, бидејќи таа е секој четврток со нив имаат средби. Да. И таа нека ви ја каже информацијата, за која што јас се бев премногу горда ранеза и срекна на сите ние што бевме дел од проект. Поканети мислам луѓе во кои што се со оштетен слух на некој трибини или вие отидовте кај нив? Како го организиравте? Јас тоа нешто го организирав, значи јас секој четврток одам во клубот, односно во Сојузот за глуви и наглуви и навистина нивните реакции беа позитивни. Поставуваат прашања, дискутираат на оваа тема и со тоа сваќаш дека некако си успел да им го доближиш, да ми ја доближиш оваа содржина, односно дел од ретките болести. Дали дотогаш некој од нив бил запознаен, размислувал на оваа тема или имал некаков сомнеж дека може би, бидејќи претежно генетски се пренесува глувоста и наглувоста, дека може би станува збор за некоја ретка болест? Не. За нив ова беше нешто непознато, нешто иновативно, нешто ново. Значи им отворивте нови видици и нив. Така. И пријатно се изненадени од тоа што и тие се дел од ова нешто и што може да дознаат многу повеќе информации. Инаку, како личност, како човек, колку си задоволна од оваа кампања, од се она како се одвиваше со луѓето кои што се среќававте, од начинот како се водеш, од ентузијазмот и се, бидејќи ова тебе на Гордана веќе е рутина, да не речам, ама тебе ти е прва година каде што си вклучена директно во ова. Така, јас пред се сакам да и се заблагодарам на Гордана затоа што ме инволвира во овој проект и искрено многу сум задоволна од целата екипа. Пред се имав таа среќа да бидам прифатена од нив и тие ми беа исто така огромна поддршка и секогаш беа покрај мене. Жал ти е што завршува проектов? Да, затоа што тука завршува, значи, официјалниот дел, што не значи дека ти понатаму нема да си вклучена во кампањите и нема да ги пратиш, затоа што кога еднаш ќе започнеш со нешто, каде што ќе се пронајдеш и што ќе го засакаш, остануваш на подолги патеки. Кампањава завршува, рековме, со завршувањето на месец февруари, последниот месец на февруари. Да. Што да очекуваме тогаш? Ќе имаме со почеток во 12 часот ќе имаме еден музички хепенинг на градскиот плоштад, организиран од мене и од професорот Стефан Каневче, кој секоја година успешно, знаете, ги организира гимназијалците во еден хуман музички настан. Па ето, бидејќи на некој начин тие песни им беа извежбани, не требаше многу организација околу сето тоа. Се одлучивме таа на некоја музичка гимназиска Евровизија, да ја повториме на
градскиот плоштад. Исто така, самата таа манифестација ќе биде отворена со хорот на учениците од Основното училиште Григор Прличев со исполнување на Ода на радоста. Значи, ќе започнеме со Ода на радоста и тоа на некој начин некоја символика ќе представува, па ќе боиме раце, па моје да ве поканам и вас како телевизиска куќа да присуствувате на самиот настан, како што до сега години ве сте ни давале поддршка, повторно да ни давате поддршка и да ги споделите со нас тие убави моменти. Така. Покана и не е потребна, ние секогаш сме со вас на секој начин, колку што можеме, еве, медиумски ве пратиме и онака лично, приватно да кажам, еве и Лора дури е од нашата медиумска куќа, мислам на вистина, се што може да се направи, да се помогне на тие што им е најпотребно. Ви благодарам за ова учество во Лупа, мислам дека до година ќе имаме уште многу што повеќе да кажеме и дека ќе имаме уште некој лек кој што ќе биде достапен до пациентите со ретки болести. Дај Боже да има што помалку, но за жал нивниот број се повеќе расте, можеби свеста се зголемува, па стануваат, да речам, само свесни дека нешто со нив се случува, па да побараат начин за диагностицирање дека станува збор за некоја ретка болест, па од тука и бројот расте и порано можеби ги имало овие болести, но никој не е знаел за тоа. Дали сакате нешто да кажете? Да. Она како што кажавте, втора година поред во емисија Лупа ме викате како гостин, нели, во месец февруари. Значи секоја година нели правиме по нешто ново со кое што ги истакнуваме боите на ретките болести. Оном каде што ќе ме запрашат што да очекуваме за следната година и следната кампања. Ако оваа година боиме една дланка, што е символика за 5% од ретките болести за кои има некаков лек, се надевам дека следната година во ова време ќе обоиме 2 дланки за пациентите со ретки болести, дека ќе оди медицината напред, ќе одат истражувањата напред и дека ќе обоиме 2 дланки за 10% од ретките болести за кои има лек. А сега би сакала да ја завршиме емисијата на еден неспецифичен начин, до сега бидејќи ја пратам вашата емисија, би ве замолила да ги обоиме нашите дланки и со тоа да ја дадеме нашата поддршка на пациентите со ретки болести за кои има лек. Ќе обоиме по една дланка, јас би сакала уште сега да можеме по 2 да обоиме, но ќе го оставиме тоа за следната да сме здрави и живи. Добра, повели. Благодарам. Ајде. Благодарам. Овие бои на што се символ? Зелена... Бои на ретките болести, бои кои што се наоѓа на самиот знак на ретки болести. Зелената, розевата, мислам дека е за болесна хемофилија. Плавата се бубрежно болни. Зелената, мислам дека беше една епилепсија, меѓутоа во моментов не сум јас точно сигурна. Меѓутоа во секој случај, пак ќе кажам, на еден неспецифичен начин ќе завршиме вашата емисија. Ова го правихме и во студијата каде што бевме поканети како гости. Па можеме вака и да ги здружиме малку дланките. Да. Камера. Која камера са? Еве на широк кадар сме, да. Ова се 3 дланки за ретките болести, а до година 6. Да се надеваме. Да. Значи дупло, за да имаме дупли ефект, односно да имаме уште поголем процент на, ова беше рековме на 5% за пациентите за кои што има некаков лек. Да се зголеми тој процент.
а со тоа рековме да имаме и повеќе дланки. Благодарам уште еднаш за учеството. Посакувам многу успех во оваа мисија која што имате започнато. Лора, остануваш со екипата? Да, се надевам. Се надевам. Да, сигурна сум дека остануваш. Ви посакувам убав ден на 29-ти, да има и забава, но и добра порака. Ние ќе ги следиме вашите активности и здрави, живи и до година во Лупа со нови информации. Ви благодарам на поканата уште. Благодарам и вам. Прва категорија.